кога добро утро официјално господин Сотир Лукровски, кога е Вардар во прашање, се согласивме дека и да гледаме фудбал и да не гледаме, и да сакаме фудбал и не, за Вардар сите навиваме и знаеме да навиваме. Вардар е дел од нашето детство, Вардар е дел од Скопје, Вардар е Македонија, Вардар е емоција, Вардар е повеќе од фудбалски клуб. Јас сум израснат со Вардар, генерацијски, со мојот татко, дедо, ги паметам уште оние стари трибини, старата јужна трибина уште пред да се изгради. Порасна во оној период кога се одеше во саботите и неделите, кога играше Вардар во гости, па предходно на оние тренинзи пред заминување во гости, така да кога Вардар имаше илјадна публика на тренинзите, така да. И остана онаа парола, еден живот, една љубов, така беше паролата на Вардар, да? Па, јас и своевремено бев и член на спортското друштво Вардар, во еден период пливач и во ватерполо клубот негде таму од основните до средношколските денови. И ако се погледне мојот Facebook профил приватен кој функционира, не знам, до 13 години и во основата е еден живот, една љубов, тоа е Вардар. Ве навратив низ времето, би сакала да ве запознавам повеќе. Кој е Сотир Лукровски, освен љубител на спортот? Па, Сотир Лукровски пред се сопруг, татко на 3 деца. Имам 2 возрастни керки, син сега Нека се живи и здрави. Син средношколец. Сотир е човек со над 30 години работен стаж, работам од својата најрана возраст од своето полнолетство, по служувањето на војниот рок. Граде фамилија, паралелно студирав, дипломиран економист. Доаѓам од позиција во една од најголемите наши компании во државата. Сум работел со тимови, сум раговодел тимови. Граѓански активист, да дополнам, сум бил неколку пати гостин во ваше студио во функција на Сдруженијата на македонците по потекло од Егејскиот дел на Македонија, борец за правата и за прашањето на македонците од тој дел на Македонија. Господине Тој е Сотир. Да, сакате да излезете од вашата комфорт зона и од она што го кажавте сега и да влезете во една поинаква улога, во служба на граѓаните конкретно. Влегувате во трката за првиот човек на општина Карпош. Малку ќе се фокусираме повеќе на таа општина сега во разговорот. Верувам дека пријателите, домашните, да прво ви река што ли ви требаше. Да. Па еве лично кој е вашиот мотив? Кој е вашиот порив? Која е вашата желба? Баш така, јас сум едно изненадување и еве од моето објавување како кандидат во изминативе 2 недели чинам безброј повици, телефонски јавувања, од каде сега ваква идеја, меѓутоа морам да кажам и огромна подршка што само ми го потврдува патот кој си го зацртав, да. Точно излегувам од комфортната зона. Јас сум човек потврден, реализиран, семено, професионално. Меѓутоа, со оглед на мојата возраст, години, искуство, сакам да допринесам нешто во нашето заедничко, во општественото живење, да пробам нешто да променам, да бидам во функција, како што рековте, на граѓаните. Јас немам потреба кариера, како што реков, сум изградил, немам потреба да бидам ничи градоначалник, едноставно да бидам човекот, првиот административец во општината кој ќе проба да ги среди работите да бидат во функција на граѓаните. Човек сум кој не седи на страна на општествените текови, сакам да ги менувам работите, сакам еден ден после деценија две да си потврдам дека сум пробал нешто да направам, да не бидам на страна од тоа се што се случува околу нас. Секој човек кој што твори треба да има и порив да остави нешто зад себе. Верувам дека знаете, вие сте дел од општината, знаете горе-долу што се случува во општината секојдневно, ја живеете. Тоа е вашиот живот на Карпошани, па имате ли нека визија, мисија во кој дел би сакале да се насочите кон урбаното живење?
Значи, јас 52 години сум роден, израснат и ден денеска живеам во Карпош 4, така да Духот го знаете. Од секојдневното живење многу добро го познам Карпош, карпошките мала. Ги знам потребите на граѓаните. Овие денови стартувавме еве и со посета на малата, ги нарекуваме дружби да споделиме љубов, кафе муабет за Карпош, така да и она што не сме успеале да го регистрираме ни секојдневието, ќе го слушнеме од граѓаните. Добиваме многу добри идеи, имавме две малски дружби во Порта Влаје во неделата и во Карпош 1. Искрено пријатно се изненадив на посетеноста на бројот на луѓе кои во овие топли денови излегол на улица и сака да сподели идеја, информација, се со цел за подобар Карпош. Така да постапуваме веќе по одредени групи на граѓани. Вчера утринат имав еден кафе доручек со група на 20 на пензионери. Од територијата на цел Карпош си направивме многу убав муабет. Добро, тие се еден посебен белег на општината и чинам дека една меѓу ретките општини кои што се уште можат по малата да се забележат на клупите. Па да, една од индициите да го вратиме малското живење. Сега како се јас да речем инволвира во сето ова, споделувам емоција од времето кога растевме во малата, па и постарите беа дел, значи до оние убави беа повеќе дел, да. Карпошки паркови кои малку се низ години вајде да кажеме запоставени, беа дел од секојдневието на Карпошани, а од мудроста на луѓето од третото дома има и како да се учи. Сакаме да направиме една синергија на младите и највозрастните. Младите помагајќи им на возрастните да се стекнати со малку мудрост и знаење од нив. Една убава синергија вие во план да направите, особено новите идеи што можат од оваа млада генерација да излезат. Се надевам дека и таква дружба ќе организирате. Иако сте татко на 3 деца, верувам дека идеите ги слушате секојдневно и насоките. Па, веќе добар дел предлози добивам и од моите деца, колку и да не сакам да бидат инволвирани тие нели во своето живење и дружење, веќе добивам најразлични предлози апропо нивната возраст, од најмладиот до највозрастната моја ќерка. Сега е малку период на одмори, младите се генерално одсатни, значи таму негде во втората половина на август планираме да направиме една дружба на отворено со младите, една неформална, значи претпоставувам дека не се многу заинтересирани за трибини во сала или затворен простор, така да ќе направиме една дружба и ќе бидам секојдневно меѓу нив и ќе ги слушнам нивните потреби и барања. Како би се рекло народски, со лесно да ви оди работата и процесот, би сакала да го заокружам разговорот го започнавме непосредно разговорот, па сакав така да го завршиме. Кој совет го добивте од сопругата? Сопругите обично се разумот кога е прашање некоја идеја, некој процес на реализација кај мажите, па еве ќе ве прашам каков совет добивте. Имам огромна поддршка од семејството, генерално и потесно и пошироко. Со сопругата ги споделувам сите оние мои недоумици, често добивам совети, деновиве што е вака доста актуелно, знај да ми каже биди свој. Пробај да останеш свој, пробај да останеш оној сотир кој си бил до вчера. Чинам дека тоа е најголемиот предизвик, општо за сите. Да. Така отприлика функционираме. И верувам дека ќе одговорите на истиот предизвик. Да, со лесна работа кажавме и се разбира дека имате простор, како и досега што сте имале простор да се видиме, ќе имате простор и понатаму да се видиме и во следна прилика. Се надевам, ви благодарам за можноста што ми ја удадовте да еве вака на кратко се представам пред граѓаните, сепак јас сум еден нов лик, сакам да ги повикам сите кои можат да се придружат, да допринесат, да заедно направиме се да Карпош биде уште поубав. Карпош е можеби ќе бидам малку можда и нескромен, најурбаната, најпосакуваната општина за живење во Република Македонија. Еве денеска рековме фокус ќе биде општината Карпош, па ви дозволувам и да зборувате и во тоа име. Благодарам. Благодарам за гостувањето. Ви благодарам.